Вчера нашата света автокефална македонска црква, вчера на Майката Божја, драги мои христољубци, еве денес на денот на сеопрославувањето, на денот како што учат светите оци, кога и птиците една на друга се поклонуваат и си велат прости, кога животните едно на друго си велат прости ми, кога дрвјата се поклонуваат едно кон друго и велат прости ми, кога целото создание од Вседржителот и Создателот наш Господ Исус Христос се поклонува на едно и друго и бара прошка, еве и ние луѓето, созданието на нашиот Господ Бог, најсовршеното создание, создадено од голема љубов кон човештвото. Се собравме денеска по светите храмови на нашата света македонска црква, да си подадеме еден на друг рака и од длабочината на своето срце да побараме прошка за се она што еден на друг си сме грешиле. Јас како ваш архипастир ве молам, драги мои, од длабочината на мојата душа да ми простите, бидејќи јас сум човек од крв од месо. Може би некој пат сум бил нервозен, сум викнал на некој, сум го навредил, но светите оци велат и човечки да се греши. Така да јас од сите вас барам прошка, исто така на сите вас ви простувам. Нема што да ви простам, но еве човечки е да ви простам, повеќе јас сум изгрешил, него вие мене што сте изгрешили. Зошто овој ден го создаде Господ да си проштеваме, драги мои? Оние кои ја посетуваат црквата, оние кои живеат со црквата, оние кои му се поклонуваат на Создателот, на воскреснатиот наш Господ Исус Христос, знаат дека сме пред прагот на големите пости, на деновите на очистувањето, на деновите на соединувањето со Христа, Бога Спасителот наш. 3 недели, драги мои, црквата наша не припрема неделата на митарот и фарисеот, неделата на блудниот син, неделата месопусна, неделата на страшниот Христов суд. Да почнеме од првата недела да ви ги повторам Евангелијата и беседите од вашите духовници, од вашите свештеници, кои ги слушавте во Светата Црква. Неделата на митарот и фарисеот е недела на гордоста, но недела и на смирението, недела на вистинолюбието, недела на скрушеноста. Фарисеот кој влегол во црквата и велел: Господи, ти благодарам што не сум како овие луѓе. Постан, давам на целоносно милостиња, добар сум со сите, ги почитувам Божите закони. И ти благодарам што не сум како луѓе во други. Светите оци велат: убаво почнал со молитвата фарисеот, што значи почнал да му благодари на Господа. Но потоа гордоста човечка, драги мои, апостолот Јаков вели: секој греф е од гордоста наша. Почеток на гревот е гордоста, и таа гордост која имаме ние, луѓето, што ја носиме во нашите срца, во нашите души, во нашиот ум, таа гордост постојано не тера да се
naglejdujem jeden so drug, postojano ne tera da pravimo loši raboti. A mitniko, cariniko, v toa vreme carinici bile mnogo nesakani ljudje, dragi moji. Zato što naplatuvale mnogo poveće od ona što trebalo da im naplatat na običnite ljudje. To je svesen za site svoji grevovi, svesen za celio svoj grešen život. Zastanal na čošetovo crkvati i verel, Gospodi, Bože moj, vidi milosti na mene grešnio i pomiluj me. I na kraju poprašuvat učitelj od naš, spasitelj od naš, Gospod Isus Hristos, koji si otide opravdano crkvata? Da li ono što zastavao na sredina crkvati što veleo i blagodaram Gospodi što ne su trakovija ili pak carinikot koji zastana to čošeto na crkvata go moleo Gospoda Boga da mu prosti da site njegovi pregrešenja, da mu gi prosti site greovi. Napravili su zbor, delo, misla, denje i noće. Nije postojano grešime, dragi moji. I do neka smemo sono, mislime deka miruvame. Ne miruvat našite setila, dragi moji, togaž grešat. Втората недела на блудниот син. Многу интересна, многу поучна, многу спасителна недела. Размислувајте како црквата не води да дојдеме до спасението, како се грижи црквата за сите нас. Недела на мирот Фарисејот, сега недела на блудниот син. Еден татко имал два сина, помалиот син, сакајки да биде комотен, сакајки да ги ужива сите земни блага, отишол кај татко и го побарал имотот, што му следува. Добриот татко му го дал имотот. Момчево земало се, продало парите во джеб и тргнало на пат, тргнало по светот. Додека имал пари, трошел, се пијанчел, живеел, угодно, му задоволувал на телото. Но сите тия краткотрајни задоволства се многу кратки, драги мои, завршуваат многу брзо, ако безумно живееме, ако живееме без Христа, ако се оддалечиме од Христа, се откажеме од нашите родители, се откажеме од нашиот Создател. Многу тешко ни се случува, како што му се случило и на овој момче, кога потрошил се и останал без пари. Другарите што биле со него додека имал пари, си се тргнале на страна, го оставиле сам. Немал што да прави, отишол да чува свињи. Но газдата на свињите бил голем скржавец. Не му давал ни од корените да јаде што јаделе свињите. Толку бил изнемоштен, толку пропаднал, се разочарало животот. И одеднаш се сетнува и вели: зошто не појдам кај мојот татко, тој е добар. Зошто не појдам? Кај него има многу храна, има многу луѓе што во изобилство се хранат. Зошто не појдам и јас? Тој е добар. Ти ги рашиме рацете, ќе ме прегрне и ќе ме прими со радост. Размислувал и одлучил, драги мои, да се врати во татковиот дом. Одлучил и се вратил, но
Srce videš od našio Tatko, nebesnio Tatko, koji se gleda, seznaje, koji so rašireni race ne čeka, da pojdeme, da se poklonime i da rečeme Tatko, ti zgrešit na tebe, pred nebotu i pred zemljata, ti se molam, prosti mi, pomogni mi, spasi me, primi me, kako izgonet tvoj sin. Tako to kada bi sluša plačot na svoj sin, koja sluša negovata bolka, negovata zrušenost gleda neka na vistinom glabočinata na srce to se pokajal sinod za sve što skrešio u životot i go prima i nareduva da mu oblečat na ljubavata obleka, da mu stava zlaten prsten na desnata raka, da go zakolot na ljubavoto, na ljubojnato tele i da se soberat site za da se proveselat, zašto veli moj od sin beše izgubeni se najde. Kakvo pokajanje kaj sinod, a kakva radost kaj naši od nebesen Tatko, koji site ne čeka, so rašireni race, da zastaneme pred njim i da rečeme Gospodi, ti se molam, pomogni mi, Gospodi, spasi me. Gospodi, očisti me od glabočinata da zapeme na naše to srce. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Tretata nedela, strašni od Hristusu. Тука сите се сопнуваме, тука сите се плашиме, кога ќе се спомне смртта, сите се наежуваме, косата ни се крела, не фаќа паника, ужас, страх. И никогаш не сме размислуваме зошто тоа се случува со нас луѓето, кога ќе помислиме на смртта. Дали ни е верата слаба, или па не се припремаме доволно за да заминеме од овој свет. Да, драги мои, припремата во Христовата црква, во нашата првославна црква, припремата е важна. Многу е важно како ќе се припремиме и за вечниот живот. Ние се припремаме за да ја примиме светата причест, да го примиме телото и крвта на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Еве се припремаме, видите, 3 недели се припремаме за да почнеме, за да постиме. Значи не е ништо едноставно. Како луѓе Бог ги знае нашите слабости, затоа ни ги дава овие припремни недели. И духовно да се припремиме, но и телесно. Гледате, оваа недела сега што помина, недела во која не се јаде месо. Значи, Бог не припрема полека да се откажуваме од месото. Не држи само на бела храна, на млеко, на сирење, на јајца, така да полека го припрема организмот, за да почне од утре да ги остави овие телески задоволства. Јајцата, млекото, сирењето и да почнеме построго да постиме, за да се припремиме, да се соединиме со Христа, Бога, Спасителот наш, преку телото и крвта Негови. Исто е така и смртта. Светите отци учат тешко на оние што ненадејно умираат, драги мои. А денеска ги имаме многу такви. Оној кој боледува, светите отци се молеле на Господа пред крајот на нивниот живот да им даде болест, да боледуваат, да легнат, да не ги зима одеднаш изненада, како денешка што се случува, во обртање на несреќа,
od srce udar, od mozečen udar, i така натака недалејно ни заминуваат нашите блиски, нашите роднини, но и за тоа нашата црква има век, драги мои. За тоа е тука молитвата, за тоа се тука за упокоените литургии, каде Бог ни заповеда да се молиме за нашите упокоени, да специјално за нив правиме божествени литургии, свештеникот да служи божествена литургија за нашиот покоен брат, сестра, татко, мајка, роднина, пријател, комшија и за оние кои нема кој да ги спомне. Ние како христијани сме должни, оние кои немаат роднини, оние кои немаат пријатели, оние кои ще се замени и заминале во вечноста, за нив да се молим. И многу важно е, драги мои, милостињата. Ние како луѓе имаме еден христијански, нарочито ние македонците, имаме прекрасни обичаи, но имаме и лоши навики. На гробовите ни се полни со храна. Јас гледам многу пати овдека во црквата, леп се носи. Носите бомбони, носите чоколада, носите наполитанки, така натака ги оставате пред некоја икона. Тоа е нова. На нашите покојни не им треба храна, драги мои. На Мајката Божја не им треба ни чоколадце, ни бомбонче, ни лече. На нашите покојни им треба молитва. Светите отци вела, доволно е свештеникот, кога се големите задушници, видејќи целиот народ ги посетува гробовите на покојните. Предходно се служи за упокоена литургија, цела сабота. Затоа се вика сабота на умрелите. Секоја сабота во годината е посветена за покојните, драги мои. И секоја сабота во нашиот град, во црквата посветена на Светото Вознесение, како што ја велиме сите ние Свети Спас, се служи за упокоена литургија. И сите оние кои имаат потреба, кои се ожалостени и кои сакаат да им помогнат на своите покојни, одат и го молат свештеникот да ги спомне нивните имиња. А потоа се посетуваат гробовите. И светите отци вела, доволно е свештеникот само да застане на гробот. Благодата делува бидејќи ослужена светата литургија, она што е најважно за спасение на душата. А ние се плашиме да не го наградиме свештеникот, па сами го тураме виното, што ќе ми е попот и вака и што де друго не слушаме ние во црквата. Ве молам, немојте после сите оние маки страданија, оптерете на наша совест, да си ја оптеретуваме совеста уште повеќе. Не сакам погрешно да ме разберете, но ви зборувам вистина. И затоа неделата месопусна, се вели месопусна затоа што не се јаде месо, е посветена на страшниот Христов суд, што значи тој суд ќе дојде, не како сега што дојде Христос и се роди во пештера, но сега ќе дојде со слава. Ќе трубат ангелите со трубите, драги мои. Но ќе има пред тоа многу Христоси, многу антихристи, што треба да се плашиме од нив, што ќе прават големи чуда, ќе воскреснуваат мртви, многу народ по тој антихрист ќе појде мислејќи дека е Христос, дека е Спасителот. И затоа црквата не припрема сите нас, заеднички со вас народот, да можеме да истраеме на сите тие лукави искушенија од антихристот. И сега, што е најважно од утре?